Не може да е сирење ако е од растително масло. Оваа порака на производителите на млеко денес гласно се слушна преку масовното потпишување на петиција против надлежните кои ја форсирале продажбата на сирење од растително масло. Поголемите производители на млеко од Стипи и Карбинци денес реализираа средба со нивни колеги од Тетово. Таму ја потпишаа предупредувачката петиција како алатка за промена на според нив многу лошата состојба. Само 12% од здравото органско сирење, путер и млеко од вкупното производство е продадено во последните 6 месеци, велат од Федерацијата на фармери кои се изненадени од фактот дека населението и во корона криза, наместо да практикува здрав начин на исхрана, буквално се труе користејќи сирење со стартери и штетни адитиви. Трагајќи по правилно толкување на македонските закони на денешната средба е констатирано дека во нашата држава не се почитува одлуката на Европскиот суд, кој донесе пресуда со која се противи на користењето на листата на адитиви кои се употребуваат во млекарската индустрија. Немај гајле јади слободно сирење со стартер култура, природно е. Иронично порачаа производителите на млеко кои упатија сериозни обвинувања до сите локални млекари за тоа дека го форсираат ефтиното, но многу штетно производство на прехранбени производи кои истовремено им се голема конкуренција на реалните производители на чисто органски млечни намирници. Не само од стопански аспект треба да се има во предвид и толку потребниот здравствен аспект, велат од Федерацијата на фармери, кои гласно се противаат на увозот на репроматеријали за производство на така наречените вештачки млечни артикли. Според најавите на присутните на денешната средба, наскоро ќе бидат искористени сите законски права за конечно воспоставување на ред во овој сектор. Правичните сугестии на млекопроизводителите се адресирани до надлежните инспекторски служби за контрола на квалитетот.